Во проектот учествува 25 партнер училишта, од кои што од Македонија беше нашето училиште, имаше училишта, повеќето училишта беа од Романија, Турција и од Србија. Проектот се реализираше од февруари 2024 до мај 2024 година. Возраста на учениците беше од 7 до 14 години, но и покрај големата разлика во возрасти успеавме активностите да ги прилагодиме и навистина излезе успешен проект. Од нашето училиште, Основно општинско училиште Петар Мусев Богданци, учествува 10 ученика и тоа од 9-то одделение. Сега вака. Целите на проектот беа запознавање со обновливите и необновливите извори на енергија и значењето посебно на обновливите. Подигањето на свеста за користење на обновливите извори на енергија, подигање на еколошката свест кај учениците, подигање на свеста за климатските промени, како и зголемување на интересот на учениците за STEM областите. Ова беа едукативните цели, а исто така како цели на секој проект, беа да го зголемат, да го развиваат нивното критичко размислување, способноста да работат во тим, како и да ја развиваат нивната креативност. Активностите кои што беа, дел од активностите предвидени за реализација на целите беа следниве: истражувањето за обновливите и необновливите извори на енергија, важноста на водата, истражување за климатските промени, истражување за загрозените видови растенија и животни, заштита на околината и рециклирање. Проектот беше навистина со многу активности. Имаше активности, уште некои игри кои што во ова презентација нема да ги напоменам, тие беа посоодветни за помалите возрасти. Јас ќе ставам акцент на овие активности кои што за моите ученици беа навистина интересни, а и за мене. На почеток имавме изработка на лого и постер од учениците и имав навистина креативна и мотивирана група на ученици, неповторливо до тогаш, а се надевам дека некој ќе ги надмине. Така да успеа да направат, мислам, ова се нивните предлози за постер и за лого. Работеа во онлайн алатката за графички дизајн Canva. Така да преку оваа активност, мислам, таа вообичаена за секој проект си ги развива својата креативност, а исто така и работата со алатка за графички дизајн. За жал, можеби и не за жал, не ги избра нашите проекти. Овие беа нашите постери, ова беше постерот со најмногу гласа, овие 3. Сепак, турците имаат повеќе гласачи, така да нивните постери беа изгласани, меѓутоа тој не беше важно. Важно беше дека со учениците ги анализиравме, ги дававме критички осврт и на нашите и на тугите постери. А ова беше избрано за официјално лого на проектот. Сега, активностите ги поделив во активности во кои што учениците истражува на ниво на нивна училишна група и активности во кои што учениците истражува, ги изработува активностите преку соработка со другите партнер училишта. Истражувањето за извори на енергија го правеа индивидуално, односно во рамки на нивната училишна група. Истражувавме за геотермалната енергија, за соларната енергија, за хидроенергијата и за еолската енергија. Овде дадени се, беше планирана посета до паркот на ветерници во Богданци, меѓутоа од технички причини не примија, не можевме да ја реализираме, вака ги наблюдуваме, но исто така издржувавме и за карактеристиките, односно за енергијата која што се добива. Овде има експеримент, како дел од важноста на водата, покрај истражувањата за важноста на водата и нивните сознанија до тогаш, бидејќи стануваше збор за деца на 14 години. Направивме експеримент филтрација на водата. Филтрација на водата преку сврзани садови. Така да, овде има физика, хемија, си повторија за сврзани садови, проверија садот пониско, повисоко, како оди, и
оди, значи стоеше неколку дена изфилтрирана водата, нивото на течноста беше рамно во двете чаши, така да целта беше постигната. Сега, посебно активности кои што ни дадоа и уживање и релаксација на некој начин и забава, беа активностите поврзани со истражување за загрозените видови растенија и живота. Значи, покрај тоа што истражуваа, учениците организиравме посета на Природно-научниот музеј во Дојран. Така да, слушна работи кои што немаат слушнано, слушна за начинот на ловење на риби, значи видоа од некои од видоа се што имаше во музејот, така да го подкрепја, значи си го надополнија истражувањата и со ова екскурзија. Во врска со видовите растенија, ретките видови растенија, значи се погоди во тој период да биде манифестацијата организирана од организацијата Полимат 13. Ова традиционално веќе неколку години поред се организира ова манифестација, Ден на астрагалусот, растение кое што е ретко и го има во нашиот крај. И така да тие се подготвува, значи учествува на манифестацијата, а всушност им се вклопи во рамките на проектот. Значи се подготвува со квизови, со цртање, тие беа поголеми, меѓутоа во квизот активно учествува, така да има збогатени знаења од астрагалусот. Сега, тоа беа активностите во кои што учениците учествува во рамки на нивната група во училиштето. Во наредните активности тие учествува во тимови, во мешовити тимови со партнер училиштата. Така да, овде, например, направија во бук креатор, значи климатски речник. Климатскиот речник, овака, климатскиот речник, значи имаме, значи на секоја буква, секој тим добиваше задача да напише, да истражи, да направи експеримент, фотографија или нешто, и тоа да го стави под дадената буква. Нашето училиште имаше за кружење на материјата во природата. Сега, еве не. Така да, ние снимивме видео за активностите. Овака. Значи, истражувавме за кружењето на материјата, презентира истражувањата. Овде имавме експеримент за кружењето на водата во природата, со тоа што поголемите ученици, значи учениците од 9-то одделение, им го презентира експериментот и на помалите учениците од 6-то одделение. Ева гледаме кондензација. Така да тоа беше нивното експеримент за кружење на материјата по природата, односно експериментот за кружењето на водата, а другите циклуси само ги опишаа. Овде, значи, имаше навистина добар тим, така што сите успешно си ги завршија задачите. Јас се надевам дека се вратив на презентацијата. Не ни отидовме од презентацијата, предпоставувам дека сте листале книга. Листав. Ама тоа не успеавме, барем јас не успеав да видам, но имаме долу линк, па се надевам дека ќе можете и од после самите колеги да разгледат. Да, добро, во ред. Сега вака, овде имаше, например, значи, во акростих, да кажеме, значи повторно со бук креатор има направено книга, имаше во акростих дадено, секој, значи за 5 јуни
ден за заштита на околината. Повторно имавме и секој слоган напише, така да слоганот потоа беше ставен во книга, така да учениците овде навистина работеа, сами ги уредуваа книгите, така да ги зголемија и своите информатички знаења. Сега овде имавме и креативност, значи за Edwinning денот, секој тим ово беше на ниво на училиште, требаше буква да сработи, ова е нашата, од природни материјали, така да овде дојде до израз креативноста на учениците. И на крај, после пола година работа, јас ја добив нашето училиште со овој проект, ја доби првата национална ознака за квалитет,